И добро дојдовте назад, дами и господа, после нашето ЕПП. Јас сум Александар, а ова до мене мојата колешка Ана. Вие следите Ана и Менки подкаст. Сега покрај тоа што го кажавме во изминатиот дел од оваа епизода, може јас да се надоврзам на едно интересно прашање, што е не е прашање, туку кои се, една листа, кои се најлошите прашања, односно најчудните прашања што еден фотограф ги добива во текот на својата онлайн кариера, социјална кариера, бидејќи нели стално сите кога бараат фотограф шо пред одет на Инстаграм, а земе телефонот, одет на Инстаграм, баре некој овој ми се свиѓа, тај ќе му пуштам една порака и шо здраво ќе му напише. Прво здраво, и сега ти се чудиш што му речам здраво. Да, ова е добро прашање, така да. Здраво. Здраво. Па сега. И нели одма прво нешто, колку пари? Кажи пари. Она, замисли цело ова, што накрај ќе го кажам тоа. Една интерпретација ќе направиме. Колку пари? Сега ти му викаш, чекај човек да се запознаеме прво, зашо сакаш ти пари да ти кажам? Зашо за да ти го исчистам дворот, зашо? Кажи ми. Ја работам, значи јас све работам, ја сликам, снимам, роден ден и свадби. Ам за крштевка бе ми и толку си прекинвит тука за крштевка. Се ти го прашвиш добро на која дата. Ам знаеш бе на 20. Лупам се на 20. И колку пари е тоа, ама сакам и фотосесија, ти викат. И сега ти ќе почнеш да го прашвиш каде, во колку сато тоа, она. И сега тој ќе почне да ти каже, сакам 4 сати ваму, сакам 1 сат ваму, сакам фото. И окей, ти ќе му кажеш некоја сума така што и не е ни превисока, ми не е ни прениско за твои стандарди, нели, бидејќи сега во сезона малце сме поскапи. И ништо, нема ништо да ти рече, ни лайк да месиш, ние само син, она ќе виш и готово, толку. Ти затвори врата. Така, и сега сигурно ти си има ти тебе десеното, мислам некој сигурно ти напиша, те убави слики, дали сликаш роден ден и свадби, нели тоа? Секој неминовно е тоа во кариерата на фотограф да се деси, и сега да си го замислим ова, овај ДМ на еден фотограф, кога би бил, на врата да речеме дома ти дошол некој ти звонал сега, и ај ти звони на врата, добро, му отвориш и сега те гледа ваки, здраво. И ти ајде. Сакаш да влезеш? И ти ајде здраво, кој си, не знам, представи се. И ти каде, ја бе убе слики, бе, сликаш? И ти го гледаш. Сликам, да. Па да ми сликаш крстевка. Сликаш крстевки? Сликам. И колку пари он ме сега го гледаш ти. Останат од спиење, ти отвораш врата, колку пари, нисто. Кажи ми зашо сакаш па да видам, цената е стварна договор, тука не мора. За секој има друга цена, бидејќи не е секој ни исто место. Имаме ние патни трошоци, имаме ние трошоци за камера, за обработка, него поќе слики, помалку слики, нели, знаеш како? Кој ќе си још дома, знаеш, кој ќе виш на картичка на 3000 слики, ти се не тие да ја фрлиш само и готово си речеш, ја од утре не сум мана, ја не сликам од утре. И сега, окей, ти ајде се мислиш тука, го распрашвиш нешто на врата, комшиите гледаат си мислат овие двајца готово, сега нешто овде колата немој да си ја платите од банка, се ќе му ја кренет готово. Немој кредитот да го извече, се расправеца. И окей, му кажеш ти цена после целиот тој муавет и шо пречекав ништо, се врти ти си ојцам. Толку, се врти ти си ој, значи то. Те става на холд. Барем речите фала, бе, луѓе, нема да ве убие тоа, речите фала. Тоа е веќе општа култура. Ми кажа ти, ајде, пример 200 евра, ми кажам, ти е многу окей, фала, чао, не морате, а не ова чекам да разгледаме ние и ќе ти кажеме то, не можеш ти да ми одржиш термино. Чекај, може ќе ти трукне пак на врата, за ти да, даде одговор. Да бе, заш ние овде сме во продавница, па она знаеш кој ќе дојде повелете шо ви да разгледаме, уживај. Ние сме само за да разгледаме. Да бе, кој тој шо пошол на бензинска, дур беа скапи горивата и шо рекол да разгледам само, да разгледам. Тоа е малце вицотека со Менки. Стендап е овде да направиме кој за крајете, пред да уживаат во нашата слайд-шоу, она, како го викате на македонски бе слайд-шоу. 3 пати реков слайд-шоу. Слайд-шоу.
3 пати Презентација. така, во нашата кратка презентација, значи земете си кафенце, чајче, нешто што и да пиете некој кекс, така намажете нешто, налепче намачкајте, мед, крем, шо имате така благо за навечер, бидејќи Направете си една гозба пред ние да сме пуштите. така, ние сме ноќна епизода, ние сме ноќни птици, се надевам и вие што не слушате, джанам во 8 излегвиме, сега си легвите пред жал ми, ама. Ако си легнувате пред 8 утре, савајле во 6 савајле, нека ви почне денот со нас. Добро утро, секое утро. Така, добро утро за оние што не гледате од Сабајле, добро вечер за оние што не гледате после 8 часот. Сега ја види, ако немаш да кажеш, ја можам да се надоврзам, ајде веќе можеш и да се надоврзам. Нели за сега тој период бевме тука, бевме отсутни, бевме на Ѓурѓовденот, Нели по Ѓурѓовденот се оди имен ден Ѓорѓија, Ѓурѓа, нели така. Ѓоко еден друг, така бев и ја на еден имен ден. Знаеш за ова, бидејќи ден те излеговме вечерта. Друг те чекав ја, ај реков ќе си поседам малце на имен ден, окей. Окей, Малце ќе поседам. така, не е проблем. Тука всушност падна и договорот за да сме во лајв другиот ден. И небитно то, мање више битно, што би рекла ти. Ме префати, ете, од тебе ме префати, вака иде. Иден, гледаш ова жолтово, иде топлината, иде од кајте ова, затоа вака чему, Да. сега си знам ја не. Па затоа вака, фактички не вака. Така, Така, и сега, тука, од тиете шо... Ајде, не е битно сега кој беа, можам да кажам дека станавме познати. Сега то ме зачуди шо баш така рандомно некои луѓе на масата ми рече, бе, знаеш, така една женичка беше ми рече, бе, знаеш, внуката ми покажа, многу ти е јака идејата со една така, со другарка, со колешка ти, да, така рече, сега сите почна колешка те виката, ама добро, професионалци сме тука. И рече, многу убава вака зборувате за струга, правите нешто. Јас се зачував кога моментот, бе, чекај сега зашо ми зборуваш, ја шо зборувам, ја чекај. За која емисија, си реков, чекај. Чекај, и што? Па чекај, така нешто ја бев, не очекувам, мислам, нигде никаде ме фати, не работни сати. Добра, нели. и се извади сега во Па сега, последна секунда. За Океј, ќе ти Ѓурѓовден. простам. Нели на Ѓурѓовден не работиме, то сега. Да, па се, а тебе ти дојде чудно. Ми рече имаш емисија, па ја одма така, знаеш, да, реков како не, има. И ете, Ама станавме чекај да ми познати. текне за шо е. Станавме познати, нели, така се почвица, ќе почне ти малце пошироко. Да. А и не Па и само многу тоа. ми е... Извини што те Продолжи, прекинав ако ја и исто памтам. така, не знам пред месец, два, не знам кога беше, во Крушево кога бев, беше малце поодамна. И беше еден дечко што го познавам вака од град, баш ме застана и ми рече, леле, супер за подкастов, со среќа нека ви е, баш супер идеја, и ја бев као, супер, фала, ни значи. Сакаш да си гостин? Ела, слободно. Отворени А сме. сакаш да го пополниш формуларов? Да. Одма треба да го Една спринтам. минута е. Треба да го спринтам одма. Ајде, влези, ајде, И слободно. пенкал се. Не, Да. и кога ќе ти речат нема пекала, еве. Имаме. Имам и одма испрати ни го, дај ни го оствари тука одма и влезе во програм. Исто така бе фиоле Еве ти малце. линк, еве ти пасворд за да влезеш во нашата соба. Така. И сега дај паспорт имаме поново, ја заборев. Ама види, вреди, мислам, за ова вреди, види каква музика имаме, види го. Само слушај. Уш малку јуро ќе зиграме ни овде. Оп, оп. Па види, двајца не мојме, ама ако имам уште еден гостин таман, Ете, ништо, сега мислам дека на формуларот треба да допишеме. Кој оро го знаете? Кој ви е омилено оро? јел имате ситно нешто у вас, имаме како не, слушај го ти ситно во наше. Джанам не е ситно, ајде таков такте, ама добро, не е ситно. Мене ми одговара вака да си правам. Така, дур си ден шти, ја можете да. Да се ден заштина, доврзи се на тоа што сакаше да го Така. кажеш. Јас сакав да кажам дека и покрај тоа што стануваме популарни, истото ми се деси пред некој време, така бе рандомно појде на гости, абе, и тогаш ми рекоа, ја бе, убава идеја, те слушаме. Ја му викам, па во живо ме гледате вие, па сега ќе ме слушате шо, или то, дај одлучете се. Да, те мислам. И тоа мој да се надоврзиме за литијата, мислам сега некои луѓе добиваат така слава и знаеш се мислят дека се ете ко мене, знаеш одма славата глаги удри, се мислят дека се кој знае што, ама добро така се. Ама,
Може да се мислат. Така се, мислам, види, ние сликаме со апаратија, тие можат само со айфончето да сликнете на слика и пак ќе имат повеќе лајкови од нас, нели? То си е така се. Еве ќе кажам, може ќе звучи клише или не знам што, ама мислам дека квалитетот на фотографијата не се гледа во лајковите. Сум имала фотографии со помалце лајкови од не знам некој со iPhone што сликал или не знам како да речам. Меѓутоа Или јас со знам колку Samsung. сум вложила. Или со Samsung. Сигурно некој ултра. Да. Ама сакав да кажам дека јас знам колку труд сум вложила во таа фотографија и колку ми било желба да ја направам таа фотографија убаво и мене тоа ми е најбитно, дека тоа што ќе го направам, што сум вложила труд, сакам да си го објавам тоа и мене тоа ми е најбитно. Мислам, сигурно и ти го имаш истиот став. Нормално. Така да тие работи, види, секој може сам да се фали, реално, ама многу повеќе значи ако некој друг ти даде комплиментите. Пофали него јас да ти кажам, Ете, еј, знаеш што најака сум или ти, еј, знаеш што најак сум. кај што рече тука, покрај тоа, ете, сега, цело во ова време се враќаме на Ѓурѓов ден пак и пак, нели, тогаш мислам ти Емисијава е пратив, за Ѓурѓов ден, тоа е. така ќе ја викам ова, за Ѓорѓија, победоносецот. Ѓорѓија. Има и пред тоа имав ете коментари и од Великденот и пак од Литијата. Сега не знам што да кажам попрво, а мислам дека ти пратив малце аудиото моје кочите, ама сега ќе ни опростите за тоа. Мислам ти не го слушаш, ама ја го слушам. Ја битно музиката си ја слушам. Така, ти дур си денсаш, ја овде ќе ја поборам пораката што ти ја пратив. И ти Еве пратив Дурбара дека... Менки, гледате ме мене. Така. Значи направивме една, пак ќе се надовржам на тоа, и ти направи слика, и ја направив слика, и направивме и лайф и не направивме. И се ете на 8 мај добив една порака, браво за подкастот, мислам, само тоа. Од нигде никаде, така беше во 2 пополнеќ, браво за Фала. подкастот, еде, фала ти многу. Солидно. И битно, ете, после тоа што се деси тука, во таа порака исто имам, значи, дека колективно, ете, во Струга се ширело таков збор дека ако ја не сум да ги снимам и да ги сликам празниците, така ќе поминет без да остане тие, забележани. Значи, цел град зборуваше за мене позитивно, се надевам дека што ме замени, нели, и за тебе, бидејќи заедно си бевме, ете, да почнеме од водиците пак. Пак се враќаме ние, нема, то ни е нас. То го промо. И затоа викам, време е Струга да е повторно горда. Значи, цел град не зборува Значи нас. те молам, не, значи Цел друго град ќе не зборува најдеме. нас. Тоа е тоа. така. Да не сме ние, така ќе остане. Незабележано. Така. Така. Значи, треба Ете, да може ги... да биде нека Струга нека стане забележана. Така, значи, повторно твоја Струга. Повторно забележана. Повторно Значи, забележана не. Струга. Значи, цел град не зборвеше, после Литијата, одма. Значи, ја затоа викам, некој треба сега да дојде промена. Значи, старите си беа шо беа, така направа партал што направа. Сега треба и младите да дојден малку. И така во Струга, значи тие, сега за Охрид мојци се добри, да си ги подвратиме малце назад, шо? Во Струга треба да имат стружани. Така сега, фала многу, значи, за... И исто да тука имаше низ коментарите дека сега, нели, и ти и ја имаме хейтери, нели? Си знаеш што? Мислам ги ругавме, не Кој ги нема? ругавме, не. Чекај, не ги ругавме, така само ги спомнавме во претходните емисии. Сега ако некој не те сака, значи нешто добро правиш, нели? Значи оиш во правилна насока, и така можам и ја да донесам заклучок после Литијата. А покрај целото тоа едно огромно фала, ти благодариме. Се надевам дека и ти благодараш на тако што ни ја испрати пораката. Поздрав до Евгенија Димовска, ти благодариме многу. Мислам дека се согласи да не си во епизода. За поздравот, ете, мислам дека се согласи. Пушти ме Така иде. формуларче. Ако сакаш да си гостин, се знае, може тоа да го направиш. Паспорт ќе ти дајме, ич не е проблем. Па дека само јас борбам, ти си денсаш овде. Не, мене на ми музика. одговара види една епизода можам да медитирам, мислам така да Да бе, be my guest, yes. че. Ама ја ти дадов 3 недели одмор за ти сега да одмар. Добро.
Па Така, види, а? знаеш како, после 8 се одмара, знаеш, па сега Па добро, сега 8 е сатот, така. 8 и Да, 12. и 15, така тука е. И значи, Повели. шум сме веќе, фала ти, шум сме веќе тука за литијата. Можам ја да си се надоврзам пак, ете тоа беа коментари после литијата. И ете уште едни коментари имав, бидејќи ја нели ја сликав литијата и сега баш тука од некој кој што беше присутен, како од гостите да речам, баш ме забележал мене, како ја нели, знаеш и ти, јас стално кога ќе сликам негде се пикам како нинџа, она, никој да не ме осети. Не се туркам да сум пред сите да направам нешто слика која што има сите, тука ја малце така удам суптилно и баш тоа има в коментари, зашто не се туркаш, ти си фотограф, ти треба си прв. Да си истуркаш сегде, да те виде, то сега знаеш и ти баш кој се тие што се турка така да се први, знаеш и тебе те туркале така и луѓе што ти ги знаеш, а тие не те знаат, а може ти се знаете, сте се запознали. И пред мене така се десило, истите тие луѓе даде, но не, ја викам тој што се туркат, не знае да сликат, па мисли дека како ја појдам понапред, да му влезам в сурат со апаратов, ќе направам нешто. Да, нема поинта тоа, мислам, не е репер, дали ќе ти е добра сликата, колку ќе ти е добра, дали си најнапред избуткан и со апаратот се бориш со луѓе да не ти избутаат, или си може да си најназад застанат па да имаш супер фотографија, така да тоа не ми е некој репер за добра фотографија. Тоа баш го кажав и ја, демек ја некако сум модел нешто на многу полека од страна, да не ме забележат, да не истуркам некој са да не направам ја белја. Па добро, да, до некаде е тоа, да, точно е така, али ја пак ќе речеме ти ова цитат, че мој да го извајме за нарил, дека добриот фотограф не е оној кој што оди најнапред, кој што го гледаат сите, кој што се пофалил на интернет. Ја правам вака, така е, знаеш, кој што си имаме обичај да напишеме ние нешто, туку добриот фотограф е оној кој што останува незабележан и нема да направи она да го поремети самиот настан, како пример, чекај да ве сликам тука, сега тоа што си имате работа вие не е битно, битно е ја да ве сликам. Чекај да те бутнам. Така, извини, трни се таму и на гостите тому го реметиш редот, затоа викам, што помалце те забележат, значи тоа подобар фотограф си. И пак моите слики се подобри што се од страна, бидејќи нели са и затоа само да се надоврзување на мен Надоврзи се слободно. 110, значи, уметнички кадар кога правиме, на тој пост е ставено. Са, простете што малце аудиото ќе не баш најквалитетно, ама затоа ете. Ќе биде убаво. Ќе биде сега едвај, малце имавме технички проблеми, ама едвај, ете се кладовме во програма, нели, прво ти не ме слушаш, па ја не те слушам, па сега тие мене не ме слушат, и ајде се. Целото, Се за нова епизода. Па сега, ако треба ќе ја скратиме, па ќе ја преснимаме кој ќе ни дош во студио. Има фете да се надоврзам со тоа дека фотографијата не секој пат представува она што ние го гледаме, нели, како од кадарот што е сликано, примерот да седниме на свадба или не на свадба, на некоја презентација и само од комфорот на нашето столче, нели, кога нешто правиме, извај телефонот, крени го вака над луѓе и сликај си. Епа не е само тоа фотографијата, зад неја се крие многу. Самата фотографија треба да има чувство, да има да каже приказ на своја. Значи да може да ја објасниш со една реченица, со две, со три, да напишеш нешто за неја. Така и таа моја слика која што имав ете објавено имаше своја емоција, бидејќи не е само тоа што е во кадар беа луѓе и шумичка нешто така. Не е поентата да тоа. Поентата е како е прикажано. Значи треба да го бараме тој уметнички агол или поглед, да постигнеме тоа. Нели, како што кажав, тешко е да доловим убав кадар. Значи нема да ви кажам сега што сум напишал тука, за да одите сами да прочитате. Ете, тука имате мој Инстаграм так и заследете ме, се разбира. А тука можете и мојата колешка да ја заследите. Тука од таа страна, тука Прочитавте? го имате и во дескрипција, се разбира. Значи, поентата е, треба да се постигне еден уметнички агол, бидејќи има слика која што ќе биде на Facebook и само ќе ја скролнеме за 2 секунди, има слика која што сакаме да ја закачиме на зид. И сега таа слика што е на зид закачена не е исто со оној зид на Facebook кој што го имаме. Како што кажав, ете, нели, баш добив коментари за тоа, не секогаш е потребно да ги имаме најмодерните алатки, да имаме најубав апарат или ова се фалиме се, јас облицав, ќе го истам овде, демек поголем апарат имам од тоа, вака имам така.
И она шум некои те прашаат со што сликаш, вака од фотографија, да знаеш дека не е то. Точно, тука се согласувам. Самото то на уметничката фотографија произлегува уште од најпримитивното време каде што ги сликале сликите на платно, нели? Тој што сликал на платно стоел зад она што се случува. Не бил тој седнат во фронт роу таму. Тој пример за да го наслика Охридско езеро, тој вистина таму пошол и го слика одагол. А не влегол внатре в езеро, ете, да подлабоко да би тој за слика. Тоа ете можем да додадем уште малку дека само треба да го користиме ова трето око кога сликаме. Да гледаме подалеку од својата визија и да направиме еден чекор поназад дека сликаме, не еден чекор понапред. Што понапред, тој мислам дека тој почеќе бит како демек. Знаеш, ова имат слика која што е спонтана и слика која што е она наместена. Стално спонтаната е подобро. Она што е наместена ќе се насмеат, сите ќе се ополет во тебе и си ги сликал коза на табло и тоа е тоа. Матуранти ќе ги правиме. На здравје, нека ви, ај сакате, платите ко на свадба, ајде, 100 денари слика се, 150 поново. И затоа викам, треба малце да размислиме пред да сликаме полека, не се брзаме за никаде. Тука сме, мислам сега, и да гледаме малце од страна, покрај нашиот субјект кој што го бркаме да го сликаме и кога би сликаме портрети. Да не гледаме само однапред да сликаме, туку зашто не да побараме некоја страна. Да се свртиме наваму, да го искористиме сонцето, да искористиме нешто во позадината, може би ете една слика од литијата што ќе има по 10 пат во наредниот слайд шоу. Имаш убава позадина од дрвото, па затоа се свртив така да ја искористам. Се вистина беше од задград малку, ама е добра. Треба малку да се вратиме поназад од самиот центар на вниманието. Мислам дека во оваа епизода многу имавме надоврзување од моја страна и многу прочитавме интересни коментари кои што ги добиваме, значи за хејтерите и за оние кои што не сакаат, бидејќи одиме на прав пат. Може и они не следат. Ајде пак да не заследат. Да не заследат, ајде на Инстаграм тука долу. Значи ги турив овие анимации денеш. Тој се закон. Си ги купивме сега наши се. Ќе ги користиме. Значи, пак, ете, после сите надоврзувања, ајде, ќе погодам по 10 пат. Битно стануваме познати, штом луѓето се осмелуваат да ни пишат, значи да ни дадат позитивна критика. Се не сме имале некоја негативна критика досега, освен една која што беше токму за летијата, пак нели. Стално некој мора да е крив сега. Тоа ако мене серверот... Ама види, тоа беше во фазон дека мене серверот не ми чини, бидејќи ти кога влезе, ете, пример не ме слушаше. Или не можеше да влезеш во програм и сега тоа, ако мене не ми чини серверот. Тоа се случува, мислам, не е крај на светот. Ама ако мене не ми чини серверот, тоа до вчера што работеше супер окей, сега не е битно мене ми работи, ама ти не ме слушаш. Баш тој ден не го бивало, ете. Баш ти не ме слушаше мене и сега шо? Ништо. Тоа е тоа. Затоа викам, еден негативен на 10 позитивни, одиме во прав пат. Колку повеќе не сакаат, значи нешто правиме како што треба. Точно. Си се потапшавме по рамо. Мислам дека бевме доволно забавни, а се надевам дека од ова ќе произлезат 2 епизоди, и може на почеток да почнам со слайдшоу од твој слики, а да завршам со слайдшоу мој. Ајде да ти дајме предност тебе. Фала. Бидејќи ми испофали и ми даде аплаус овде. Па нормално. Се разбира. Тоа е тоа. Фала многу што бевте заедно со нас и во оваа епизода. Се надам дека ви се допадна нашата нова епизода. Слободно, ако сакате да ни се придружите, може да се пријавите да бидете наш гостин, како што кажав и преска. Поздрав од мене и убава вечер, Менки. Поздрав и од Менки. И ајде, уште еднаш по 10 пат може тука да не заследите на нашите инстаграми. Може да прочитате кои сме, може да видите нешто повеќе за нас, а се надевам дека сега ќе видите и во презентациите или слайдшоу што си го викам ја, кои што следуваат после ова.
Добра ви ноќ, поздрав од нас. Потретпа. Се гледаме наредната недела во нова дружба, во нова заедничка дружба. Опа, ќе правиме нешто ново, а? Никогаш не се знае. Може би, за хејтерите да не спијат мирно. Цела ноќ се нема да спијат. Се готви нешто ново. Моќе напишиме Да. книга заедничка, од кај знаеш? Да. Една фотокнига. Се е можно. Значи со мене и тебе се е можно. Така да. Така, Ќе видиме. да. Добра ноќ, чао, чао. Уживајте во нашата презентација. Имајте пријатна вечер. Ne silazi sa čarljaka i ne pitaj gdje sam bio, zašto su mi oči plače, zbog čega sam suzerio, zašto su mi oči plačne, zbog čega sam suzerio. Stajao sam kraj mezara i umrlu majku znao, nosio joj dar od srca, ali joj ga nisam dao. Nosio joj dar od srca, ali joj ga nisam dao. Ne klepeći na nulama, kad silaziš sa čedaka, sve pomisli moja draga, da silazi sta